Благица и Александар ги имам од лајка во нашето студио, нели, за да зборуваме за нашата акција која што ја спроведуваме секој петок и ве подсетуваме за вдомување на домашен миленик. Како беше Пуцко, Пуцо? Поцо. Поцо, сепак Поцо. Еве го веќе уморен од бркање со снимателите и нели учеството во нашата утринска заедно со Ивана, така што сега малку додека тој одмара, ние ќе се зафатиме со добар разговор. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Како сте? Одлично. Како и секогаш. Поцо се исправи. Добро, Поцо се е под контрола, не се секири. Реков, си соработуваме и некако петоците ни се токму на таа тема од нашата соработка. Зборуваме за вдомување и ги подсетуваме нашите гледачи за да си вдомат миленик од сите оние кученца кои што веќе се во лајка, заловени или нели од некаква причина се нашле во стационарот, така што во текот на разговорот ќе може од режија да ги пуштате сите оние грубо кажано каталог на кучиња, но карактеристиките на оние кучиња кои што би можело да ги вдомите и да ги погледнете и се разбира да видите појасна сликата, односно да се одберете и да се јавите во лајка. Тоа веќе ни е познато. Најпрво да позборуваме пред нели за вдомувањето и така натаму да се навратиме на таа тема, да за оние активности кои што се планираат и утре и задутре. Така, прво ви благодарам уште еднаш што одвојувате дел од вашата емисија во секој петок во Телма. Успешно ли е? Секако, добро да. Се додека е успешно, има интерес, тоа ќе го правиме. Да, има големо влијание и голем интерес и навистина се повеќе не запознаваат луѓето и од другите градови, која е лајка и која е нашата дејност. Во однос на активностите кои што ги планираме овој викенд, сабота и недела, утре на наше големо задоволство ќе дојдат средношколци од гимназијата Нова, кои што по нивна иницијатива сакаат да дојдат и да ни помогнат во нашите секојдневни активности, да се дружат со кучињата во лајка, да ги социјализираат и така натаму. А додека во недела, дел од нашиот тим ќе одиме во градскиот парк, каде ќе можеме заедно со кучињата и со граѓаните да се дружиме и подобро и поблиску да не запознаат. Така, имавте и отворен ден пред 2 недели, па имавме и ние можност да ве посетиме и така натаму има можност да гледачите да видат во нашата утринска. Како помина тој отворен и дали ќе ги има такви во текот еве сега убаво време во додуша не денеска, денеска не е убаво време, ама доаѓа убаво време, пролет, нели високи температури, можност нели луѓето да за време на викенд да се излезат од своите домови, да ве посетат и нели малку да се анимираат и со кучињата, а и да им желбата да им ја исполниме и пробудиме што се вика за домашен миленик. Спонтано, кој сака, да? Отворениот ден помина одлично. Прво, навистина ни е драго поради големиот одзив на граѓаните и вистинските љубители на кучиња кои што ни дојдоа сама да не посетат, да не видат, да се дружат со нив, туку и да донесат донации кои што навистина ни значат. Така да имавме можност да се дружиме, доста од заинтересираните вдомувачи се запознаат дел од кутрињата, а понатаму и се вдомија истите. Така да овие отворени денови ќе станат пракса во јавното претпријатие Лајка, особено следниот период кога температурите ќе бидат многу повисоки, времето ќе не послужи секако. И бидејќи се сакаме кој е убаво и спонтано. Имаме еден гледач кој што случајно се јавува сега и режија вика се јавува човек за да вдоми куче, дали да го вклучиме. Но убаво е да го вклучиме и Александар и Благица, нели, чисто да си направите еден разговор, да видат и да им биде појасно на гледачите, нели, за каков прашалник станува збор, дека не е така едноставно, сега ќе се јавам и ќе добијам куче, дека сепак вие се трудите и да им помогнете во смисла какво куче и каква раса би требало да чуваат според можностите, но и дека треба да се уверите дека се работи за сериозен човек, така ли? Да, добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Дракче од Гостивар. Добро е што е човекот од Гостивар, Дарко, така? Дракче. Дракче. Да. Да, попуштете режија само да го чуеме поубаво. Вие сте заинтересирани за вдомување на куче, така? Да. Да. И она што реков, добро е бидејќи сте од друг град, а не сте во главниот град, бидејќи некако нели се е стационирано со лајка во главниот град, но покрај нашава емисија има интерес и од другите градови и може да им се излезе во пресрети на луѓето кои што се од другите градови. Ајде, можете да го искомуницирате. Пред се добро утро на гледачите на Телма, пред се добро утро на Дракче. Дракче. Утро. Слободно поставете ми прашање, пред се што ви интересира. Да, што ви интересира, Дракче, вака? Не ви сакам, не мора да е некоја позната раса, да не е големо, значи од помалите нешто да биде. Сега ова не ми прави чеф од Малтера, дали има шанси да се видат, да се покаже што има, што нудите за вдомување. Да може да се изберете и да се јавиме, да дојдам да го земам или како ќе биде со... Кажете ми овој представителен джентлмен што моментално се гледате утро, дали ви интересен? Не, за ова затоа што
што знам, овој е малце по тие поспецифичните, барем по моје, че излегува надвор, че ми насредат како што ми насреда едно друго сестро ги има, негово волемина. Кучиње скитици ми го раскина буквално. Аха, го нападна. Добро, сега ќе ви одговори Александар конкретно и каква е процедурата и како може да се видат и што треба да се направи за да може да се вдоми миленик од Лајка. Благодарам за јавувањето, слушате внимателно и се разбира кога и да имате можност да поминете во Лајка, тие постојано се отворени за посетители и за да се информирате подетално. Александар, ајде процедурата. Вака, пред се првиот чекор во нашата работа на одсекот на вдомување се дели. Ја би ја поделил барем на 3 дела. Првиот дел е социализација, кој е најглавниот дел, кај што кучињата, пример, што имале животен процес. Да. И сепак се работи за заловени кучиња кои што живееле. Да, кои не се навикнени на таков третман. Проиграат тесна социализација, кај што после тоа више може да се вдомат. Вториот процес е секојдневниот процес што го работиме со моите колеги, пред се поздрав до нив, кај што правиме нега одржување на хигиена и пред се дарување првиот и основен факт љубов. Да се осеќаат безбедни, да се осеќаат сигурни покрај нас и да бидат пред се спремни за вдомување. Третиот дел е за мене најзабавниот дел, тука е Благица една од нашите непредставителни ликови, кај што објавуваме фотографии, видеа, ангажираност за не само во Македонија, и во странство. Значи, пред се нашата иницијатива е да што повеќе да се пробуди на некој начин свеста на народот дека овие мили суштества не се само за не се играчка, не се животни суштества кои што бараат повеќе нега, повеќе ангажман, повеќе внимание на нив. И процесот за вдомување зависи од 1 до 2 средби, све у принцип. Значи не е работава, како што рече нашиот гледач, да се јавам кога може да дојдам да го земам кучето, сепак треба барем 2 средби да се остварат, односно да се пополни оној прашалник кој што сме го покажувале изминатите изданија, каде што треба и да се разговара со лицето кое што сака да вдоми за тоа колку е сериозен, да не се случи после месец дена да го врати тоа куче, не треба веќе. Најмалку го сакаме тоа пресред. Исто така да може вие да му излезете во пресред, да му помогнете што се несува до расата, големината на кучето, кое што навистина ќе му биде нели според потребите. Точно. Пред се нас не е должност да секој интерес за било кој куче што ги имаме кај нас, да му го објасниме секој детал, макар и мани, пред се убавите работи, нормално како представителни луѓе, сакаме да пред се човекот што сака да го вдоми куче да биде запознаен со него, да добие вистинска слика од кучето, така со карактеристиките. Да. Добро, јас верувам дека му е јасно и на гледачот и рековме може од цела Македонија па дури од странство да комуницирате сега со социјалните мрежи, редовно на вашата фан страна се објавуваат и оние кучиња кои што нели се подготвени за вдомување и сите информации. Се извинувам што прекинувам, морам да напоменам дека имам огромна благодарност пред се цело предпријатие и до здруженијата кои се ни се од огромна помош, значи здруженијата што се за заштита на бездомни кучиња и се од огромна помош, кај што го убрзуваме процесот на вдомување и едноставно приказната е успешна, бројките покажуваат така од недела во недела. И мене ми е драго што е така и ние се продолжуваме да си соработуваме, да презентираме кученца и да зборуваме за овие прекрасни миленици. Секако. Ви благодарам за одвоеното време. Петок го чекаме пак, така што не ви викам чао. Само продолжете онему каде што нели сте зацртале дека треба. А викендов рековме и многу активности.